Точно така, на предлог на владата на Република Македонија и премиерот господин Заев, како резултат на една претходна заедничка иницијатива која потекна и од локалната и од владата на Република Македонија. Вчера вечерта имавме работна и мощна и конструктивна средба помеѓу локалната самоуправа и представници на локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Во однос на првата тема се задржавме најмногу, тоа е секако можноста за разолжување на општина Охрид. Двете страни, значи и владата на Република Македонија и локалната самоуправа се заложија во имена да работат на изнаоѓање на извори на финансирање за репрограмирање на долгот на општина Охрид. Ние бидејќи повторно ќе нагласам во овој момент структурата на долговите на општина Струга е многу различна од структурата на задолжувањето на општина Охрид. Додека општина Струга, колку што јас поседувам информации, во најголем дел долгот заснова на она што представуваше стар долг кој произлегува од реконструкцијата и на колекторскиот систем и на водоводниот систем при формирање на меѓуопштинско предпријатие Проаква. Општина Охрид има малце поинаква структура, секако има сигнификантно различна висина на долгот и периодот во кој е формиран долгот е малце поинаков и секако дека во еден дел ние имаме едни заеднички ставови во делот на разложувањето на долгот кон Европската банка, кој што представува долг кон Министерството за финансии, односно кон државата, за кој што господин Заев, премиерот на Република Македонија, министерот за финансии и другите авторитети од владата на Република Македонија наистина покажа една добра волја и конструктивност да помогнат да се разложи овој дел од општина Охрид, реков, и општина Струга, која што претпоставам дека во најголем дел е блокирана конкретно заради оваа ставка од целокупниот долг. И се надевам дека тоа ќе оди заедно во пакет со решавање на судбината на меѓуопштинското предпријатие, за кој што и ние и општина Струга се согласивме дека има потреба од веќе разложување, односно на поделба на предпријатието на Водовод Струга, додека работна единица колектор се заложи, па тоа е прифатливо и за владата на Република Македонија да стане државно предпријатие, односно да биде под капата на владата на Република Македонија, што ќе значи огромно растеретување за двете општини, бидејќи неколку пати до сега сме нагласиле дека Охридското езеро е национално благо и воедно и заштитата на Охридското езеро треба да биде не само обврска на општина Охрид и општина Струга, туку и на државата, односно на Република Македонија, бидејќи ние имаме еден пример во кој што во најголем дел системите за надополнување на водата и одржување на нивото на водата во Дојранско езеро отпаѓаат на терет на владата на Република Македонија и по тој принцип секако дека логично е барањето на двете општини Струга и Охрид, а и се разбира конструктивниот пријат на владата да ваквиот пристап важи и за Охридското езеро, односно за општина Струга и за општина Охрид. Така да се надевам дека многу брзо работните групи на двете институции, односно на владата на Република Македонија и на локалните самоуправи на Охрид и на Струга ќе работат на овој проблем за конечно да може колекторот кој што представува огромен финансиски терет за двете општини и кој што во најголем дел ги креира долговите на меѓуопштинското предпријатие Проаква, конечно да биде под капа на државата и со тоа двете понатака работни единици како што е Водовод Охрид и Водовод Струга да можат покомфортно да ги менаџираат своите обврски во идеја.